Во студиото на Мија гостин денеска е министерот за здравство Азир Алиу, со кого ќе разговарам за повеќе актуелни теми во здравството, меѓу кои се и проблемот со недостигот на доктори и медицински сестри, инфраструктурни проекти за реконструкција, доизградба и опремување на јавните здравствени установи, дигитализацијата во здравството и состојбата на клиниката за онкологија. Здравствен систем базиран на 5 столба за трансформирање на здравството најавивте пред 2 недели. Што по-конкретно тоа ќе значи за пациентите и кога ќе започне таа трансформација, имајќи ги предвид наталожените проблеми во здравството во изминатите години? Прво благодарам на поканата, задоволство да бидам дел од вашиот медиум и да пренесеме преку вас до граѓаните активностите што ги имаме како Министерство за здравство, исто така и стратегија на овој кабинет, се со цел да направиме екосистем во здравството кој што ќе биде поблиску до граѓаните, здравствен систем кој што ќе знае да разговара, здравствен систем кој што ќе знае да слуша и да следи. Буквално во таа насока се и тие 5 столба. Веќе тие 5 столба почнуваат да се реализираат. Ние имаме за сите 5 столба работни групи од 9 члена кои што ги водат дневно процесите таму. Исто така, тие процеси се поврзани и хоризонтално и вертикално. Тоа значи дека еден процес зависи од активностите во другиот процес и ги следиме паралелно сите 5. Ги следиме не само ние како министерство, туку имаме цел стейкхолдер креиран, значи група на луѓе заинтересирани актори во целиот систем во здравството, како доктори, медицински сестри, техничари, така и пациенти и инфраструктурно инженери и друг профил. Така да сите вклучени се со цел да имаме јасна слика на првично да скенираме што се случува со нашиот здравствен систем, понатаму да видиме кои се првичните чекори, приоритетни и на крај целта е, како што спомнав, здравствениот систем да биде поблиску до нашите граѓани, здравствениот систем да биде инфраструктурно полесе за управување од страна на експертите, доктори и специјалисти и на крајот како резултат да имаме здравствен систем по квалитет. Еден од тие столбови е, како што најавивте, изработка на мапа за здравствени потреби по региони и општини, што ќе покаже каде недостигаат здравствени работници, опрема и функционални центри. Како во најбрз рок планирате да го решите проблемот со недостигот на здравствени работници и медицински сестри во речиси сите јавни здравствени установи, имајќи предвид дека редици пациенти чекаат за прегледи? Ке почнам од крајот. Значи, тие се долги процеси. Значи, да декреирате профил експерт во една област во здравството, минимум ви треба 10 години. Буквално затоа почнуваме да мапираме потреби, инфраструктура, човечки ресурси и капацитети во здравствениот систем на ниво на земјата. Понатамо, од тие податоци во кои што веќе ги црпиме од институциите, ќе се креираат политики базирани на податоци и на потреби. Што значи тоа? Тоа значи дека таму кај што има потреба од онколог, ќе отвориме процес кој што ќе обучиме таков кадар. Таму кај што ќе има потреба од кардиолог, ќе направиме амбиент, можност за да може да креирам кардиолог. И за жал недостатокот на човечки капацитети во здравството не се случува за една година, 2 години и така натаму. Тие се процеси, за жал, креирани политики во здравството базирани на историја, а не базирани на податоци. Затоа ова е клучната промена што ја правиме. Сите проекти, сите активности, сите политики во кои што ќе ги креираме во здравството ќе бидат базирани на податоци и на потреби. Затоа првата цел и активност ни беше агрегирање на податоци од здравствените установи низ државата и сега веќе имаме, за кратко ќе излеземе и со визуелен приказ на тие податоци,
кај што сите ќе имаме увид и ќе се знае во која институција, каков тип на кадар располага институцијата, со каков тип на инфраструктура и со каков тип на сервиси, услуги што ги нуди, што е многу битно. Тренд во светот е регионализација на здравствениот систем, а чекор или да кажеме поточно предчекор на регионализација на здравствениот систем е мапирање и дефинирање на услугите кои што центрите би ги нудела. А тоа зависи и од инфраструктура, и од човечки фактор, и од типот на организација, демографија и потреби на населението. Дигитализацијата на здравството е меѓу најважните столбови за унапредување на здравствениот систем, од кој бенефит ќе имаат и пациентите и здравствениот кадар. Кои се вашите први чекори во оваа сфера, односно како планирате да го решите проблемот со листите на чекање за преглед, за радиодиагностика, долгиот временски период кој го чекаат пациентите за читање на резултати, потоа долгите листи за оперативен захват на хируршките клиники и планирате ли промени во националниот систем мој термин за да се надминат овие проблеми? Дефинитивно, дигитализацијата е еден од клучните елементи, не само во здравството, во сите држави. Вие знаете дека Европа веќе еден од клучните активности и таргети е Дигитална Европа и така и програмата се вика Дигитална Европа. Зошто? Бидејќи преку дигитализација се надминуваат тие пречки кои би ги имале преку мануални процеси. Што значи тоа? Еве прост пример што се случува во нашиот здравствен систем. Ние се соочуваме со гужви пред шалтерите во здравствениот систем. Еден од проблемите е здравствениот систем кој е мануелен, не е дигитализиран. Значи, вие треба да чекате ред за да се пријавите кај во шалтер прво, да добиете број понатаму да чекате ред пред врата на докторот. Ако имаме дигитален процес, ако се знае тој флоу, тој процес, од моментот кога вие веќе ќе имате термин кај доктор, вие ќе знаете кога да одите, во кој шалтер да одите и како да се процесира до крај, како да платите и како да добивате резултат. Значи, гледате колку едноставно еден процес може да се оптимизира од временска гледна точка преку дигитални автоматизирани процеси. Вториот момент што е клучен и многу битен исто така е квалитетот на услуга. Вие спомнавте редици на чекање, но исто така спомнавте листа на временски период на чекање за резултат. Тоа се поврзува и со дигитализација и со немање на доволен капацитет на човечки ресурси. Доктори се со цел да ги читат тие резултати. Преку дигитализација ќе се овозможи и тоа ни е една од приоритетите, за да може сите тие медицински слики да се читат не само физички од лекарот, докторот во кој што ве прегледува, но исто така да може и како второ мислење да дават и доктори надвор од институцијата. Што правиме во таа насока? Креираме паралелно база на податоци со доктори кои што живеат надвор од државата, граѓани на Република Северна Македонија, кои што ќе придонесуваат кон намалување на таа временска рамка на чекање на добивање на резултат. Фактички преку дигитализација ќе овозможиме тие да имаат пристап да ги читат тие слики и да дават наод во основа на медицинските слики. Третиот момент, знаете дека кога се намалува човечкиот фактор во процесот, креиран процес, дефинитивно и тоа е докажено дека се намалува и злоупотребата за тие процеси. Така да ќе имаме преку дигитализација здравствен систем кој што ќе биде транспарентен, кој што ќе биде во реално време ќе ги нуди сервисите и на крај здравствен систем кој што ќе може да го следиме и за нас како граѓани нашето здравје, но исто така и трендовите кои што ние треба да ги следиме. Прост пример, зошто да немаме систем кој што ќе ни пушти нотификација, не знам, на 6 месеци дека треба да направиме анализи, лабораториски анализи за слика на крв.
или такви процеси кои што заради динамиката во која што живееме, ние многу често забораваме дека здравјето е битно и здравствените процеси или тие активности, процеси кои што ние треба да одиме кај доктор за преглед, многу често или немаме време или забораваме и на крај доаѓаме до многу мал процент на превенција или детекција на заболување во рана фаза. Еден од горливите проблеми е состојбата на клиниката за онкологија, каде речиси каде што секојдневно има голем број пациенти кои чекаат за преглед или кои доаѓаат од целата држава, од другите градови во државата и чекаат за преглед или за подигнување на терапија. Докаде се активностите за децентрализирање на онколошката терапија во ГОП 8 септември и во другите градови во државата, каде што има онколошки оделенија, и како ќе се надмине проблемот со речиси постојаниот недостиг на таблетарна хормонска терапија за онколошките пациенти? Значи, во оваа насока веќе протоколите се направени. Идејата е да се дисперзираат дел од сервисите за пациенти, онколошки пациенти, да се земат не само во клиничкиот центар во онкологија, туку исто така и во неколку центри низ државата. Идејата е понатаму да се дооформи таа инфраструктура и тие апарати кои што треба да се купат или да се обучи медицинскиот кадар. И се надам дека многу брзо ние како Министерство за здравство ќе излеземе во јавност за да ги информираме граѓаните дека дел од пациентите кои што се онколошки, кои што барат онколошки пристап, ќе можат дел од процедурите да ги земат или да ги процесираат во местото кај што живеат. Спомнавте исто така моментот на недостаток на таблетарното процесирање за тие пациенти. Едноставно во оваа фаза тоа е веќе надминато или во некој случај имаме промена на лекот со адекватен лек, кој што граѓаните се со цел граѓаните да не останат без терапија, но од другата страна правиме напори да се менува процесот на отварање на тендер, сега според законите 3 месеци пред да заврши претходниот, правиме напори со правниците и правниот сектор кај нас да се овозможи 6 месеци пред да заврши процесот на стариот процес, да може да се отвори процес за новиот тендер. Се со цел, ако првиот веќе често така и закаснуваат, веќе проблем со тендерирање, автоматски ти значи дека ќе имаш недостаток на лекови еден временски период. За да не ни се случи тоа во иднина, планираме да имаме 6 месеци временска рамка, која што ќе бидеме сигурни, ако првите 3 месеци заради X причини не е завршена постапката, да може истата да се отвори, да заврши на време. Еве поконкретно малку на оваа тема во врска со лекот анастразол. Пациентите ме информираа, да речам, ме известија дека при подигнување на терапијата, наместо да добијат 3 пакувања од истиот лек, сега им биле поделени деновиве по едно пакување и по една инекција. Наспроти тоа, добивале по 3. Веројатно е тоа така за да се покријат сите пациенти, во смисла на тоа сите да добијат неопходната терапија, да не останат пациенти, нели, за кои што ќе недостига терапија. Дали тоа ќе се реши со најавата, нели, од директорот на Фондот за здравство и ставањето, нели, на аптекарската позитивна листа на овој лек конкретно? Најверојатно тоа е направено заради оптимална распределба на лекот, се со цел да сите пациенти имаат соодветна терапија во соодветна временска рамка. Понекогаш знаете од информациите што ги добивам не само за онкологија и за другите клиники, понекогаш се случува да нема лек не заради процесите, задоцнети процеси од страна на институциите, туку и од
задоцнети процеси од страна на производителите. Така да многу често не се случува производителот да каже за 2 до 3 недели ќе може да ви доставам соодветен лек. Вториот момент, рековте за позитивната за лекови во позитивна листа. Знаете, тие се процедури дефинирани во Малмед и секоја компанија, секој производител има право според јасно дефинирани процедури да аплицира во Малмед и соодветно комисиите после одлучуваат кој лек каков тип на ефект има, колку е неопходен и дали истиот треба да биде дел од позитивната листа. Нешто можам да ве уверам дека ние како Министерство за здравство и владата на Република Северна Македонија, главна цел ни е здравјето на граѓаните, на сите, вклучувајќи и граѓани кои што боледуваат од некоја болест, се со цел да може пократко и поефикасно да се лекуваат. Бидејќи тоа не се поврзува само со крајниот корисник, во овој случај само со граѓанинот, туку тоа е циклус, значи се поврзува и со сервиси понатаму, и со економија и така натаму. Граѓанин кој што има одредена болест, он не може да биде активен и на работа, тоа значи дека ќе имате помалце работници во системот, тоа значи дека ќе треба да процесираме или да се намали бројот на сервиси кои што ги нудиме кон граѓаните, и тој е циклус кој што после е цикличен и затоа во центарот на вниманието Министерство за здравство му е граѓанинот, пациентот, се со цел да се намали тој период на лекување и да може истиот да биде активен на работа во општеството и така натаму. А има ли најави за проширување на позитивната листа? Дефинитивно, значи имаме комисијата работи заедно со Министерство за здравство, со фондот, и дефинитивно многу брзо ќе излеземе со нови лекови кои што ќе бидат дел од позитивната листа. Конкретно врска со лекот Аромасин од најнова генерација, антигормонска терапија за пациентки со канцер на дојка, и повеќето од нив кажуваат дека го купуваат приватно во соседните држави и според нив како што велат, е ефикасен. Дали има можност тој лек да биде ставен на позитивната листа, со оглед на тоа што потреба од таков лек им е неопходен на голем број пациенти, или пак да го земаат на рецепт од онколог? Дали има таква можност? Не само тој лек, значи буквално секој лек кој што компаниите или кој што го продаваат или компанијата што ја го произведува, има право, спомнав и погоре, има право да аплицира, се со цел да може да ги помине сите процедури и на крај комисијата да одлучи дали лекот ќе биде на позитивна листа или не. За конкретниот лек немам информации зошто не е на позитивна листа. Исто така немам информации дали има процедура подигната за да може да биде дел од позитивната листа. Но можам да кажам уште еднаш дека целта ни е сите неопходни лекови да бидат достапни за граѓаните. Знаете, понекогаш здравјето е пред се и ние како граѓани знаеме и да се снајдеме ако немаме лек во државата надвор, што не е добро. Ние мора тие лекови, неопходни лекови за граѓаните, да ни бидат достапни внатре и поблиску до граѓани. Државниот завод за ревизија утврди дека со години неотпакувана медицинска опрема стои во дел од јавните здравствени установи. Што ќе преземете во врска со тоа? Дали планирате нова набавка на медицинска опрема и во кои јавни здравствени установи? Значи, сите набавки за медицинска опрема се поврзуваат со услугите кои што ги нудат медицинските центри. Затоа, првиот чекор беше мапирање на инфраструктура, на човечки капацитети, на услуги во кои што ги нудат и на опрема кои што ја имаат институциите во државата. Од таа база, од тие податоци ќе имаме јасна слика колку потребни ни се апаратури, медицински уреди во здравствените центри, но исто така колку од нив се купени, а не се во употреба, и зошто не се во употреба. Знаете, технологија ако е со години во употреба, ризикот е многу голем таа да биде и нефункционална. Значи, кога ќе ги дефинираме сите
апарати кои што со години имаме информации дека се во употреба или воопшто не се ставени во употреба, ќе треба да се направи добра анализа се со цел да се види дали прво тие се уште во ред од техничка гледна точка. Вториот момент, дали треба дополнителна инфраструктура за да може тие да бидат ставени во употреба. Бидејќи понекогаш ви имате дел од апаратурата, но ви недостасува нешто друго и заради тој друг елемент вие не можете да го вклучите да биде во употреба и овој првиот апарат што најверојатно ви е купен со години оставен на страна. Затоа ќе треба да се анализира добро, да се види каков тип на инфраструктура имаме, каков тип на технологии поседуваме, како здравствен систем и понатаму да видиме да се направи план каков тип на технологии ќе се купува за во иднина, а се со цел да се подобри сервисот кон граѓаните. Планирате ли поконкретни активности за инфраструктурно и кадровско зајакнување и опремување на болниците во другите градови во државата, со цел да се растоварат клиниките во Скопје, каде што секој ден доаѓаат огромен број пациенти за најосновни здравствени услуги? Дефинитивно. Еве, најавуваме дека ќе имаме национална програма за обука на докторите, на медицинските сестри, и тоа ни е еден од приоритетите, бидејќи со добро обучен кадар вие може да нудите сервиси кои што граѓаните ги барат, а тие да бидат квалитетни во согласност со европските стандарди. Тоа е клучно. Вие може да имате каков тип и да сакате инфраструктура, дали градба, дали апаратура или друг тип на технологии, ако немате доволно добар обучен кадар, џабе ви се сите инфраструктури околу вас. Затоа паралелно ќе одиме, освен градежна инфраструктура, технологии, ќе вложиме многу и во обуки на доктори, на медицински сестри и на друг професионален кадар кој е неопходен за здравствениот систем. Најава за вработување на здравствен кадар има ли никако? Дефинитивно. Ние имавме 300, сега веќе отворивме за 300 специјализанти, нема да застанеме тука. Знаеме дека и после ова ќе имаме недостаток. Ние имаме голем недостаток не само кај нас, тоа е тренд во светот, недостаток на медицински сестри. Се очекува таа бројка да е драстично да се зголеми до 2030 година, така да ние сме свесни за тоа. Затоа интензивно работиме и со Министерство за образование за да може да се поддржиме како две институции, ние инфраструктурно тие академски да може да произведуваме кадар соодветен за нашите потреби. Како што најави неодамна премиерот, постојниот клинички центар Мајка Тереза во Скопје ќе се реконструира, најавена и реконструкција и доизградба на болниците во Штип и Тетово, како и нова болница во Кичево. А ќе почне и да се гради, според најавите, и новиот клинички центар во Скопје. Во врска со новиот клинички центар спомнавте дека најпрво ќе се работи на мапирање. А што е планирано? Кога ќе започне тоа мапирање и во врска со отпочнувањето на и дали се планирани отпочнување на други инфраструктурни поголеми проекти во Скопје, воопшто во здравството? Веќе мапирањето е започнато, не само за клинички центар, низ државата е веќе мапирањето започнато. Ние за кратко делот од тие податоци и ќе ги објавиме јавно. Дел од податоците ќе ни треба повеќе време, бидејќи нели хибриден е пристапот. Еден дел ги агрегираме, ги собираме преку онлайн форма. Вториот момент ќе треба и физички да бидеме во институциите за да може таа инфраструктура да биде соодветно мапирана. После мапирањето, како што спомнавме, ќе имаме јасна слика и тогаш ќе се знае каков тип на инфраструктура ќе ни треба. Спомнавте Кичево, Тетово и Штип. Во вторник, овој вторник помина на седница на влада информација од Министерство за здравство за потребите за средства за овие центри и веќе таа процедура тече. Сега Министерство за финансии во процес, тие нормално отварат, процедурите се такви, отварат процес за да може тие средства кои што ние ги бараме се со цел да инвестираме во тие болници, да може да бидат во нашиот акаунт и после да почнеме со процедурите, неопходните административни процедури.
Значи во Штип ќе има реконструкција и градба на факултетот за медицина, но исто така и за студентскиот дом и инфраструктурно уредување на просторот. Истото ќе се случи со Тетово, додека во Кичево ќе биде нова градба. Веќе старата градба според експертите сега за сега не ги задоволува базичните градежни и статични индикатори, не ги исполнува и најверојатно ќе одиме со нов објект, но се уште немаме крајниот резултат, се уште не се знае. Вториот момент зошто тоа таму е подобро според експертите, веќе тој центар ќе биде регионален центар кој што ќе ги обслужи сите граѓани од Кичево до Демир Хисар, така да според таа демографија таму во моментот не е соодветен и архитектонски не е соодветна градбата, моменталната градба која што знаете е многу стара и веќе треба и многу инвестиции за да може да се оптимизира се со цел да ги нудиме тие сервиси. Најавивте дека болницата во Кочани ќе е во фокусот на вашето работење. Кои се вашите активности во врска со какви активности ќе преземете во врска со подобрување на условите за лекување во таа здравствена установа и за кадровско зајакнување? Па да, јас од првите денови бев дел од нашите граѓани таму. Се видов и со професионалниот кадар, со медицински сестри, со технички кадар, со доктори, со специјалисти. Анализиравме потреби кои што се краткорочни, среднорочни и долгорочни. Дефинирани се тие потреби и таа инфраструктура. Имаме веќе активна работна група која што се состои од неколку стейкхолдери поврзани, која што работна група се раководи од Министерство за здравство. Исто така разговараме со сите стейкхолдери досега кои што помагаа со различни услуги таму, делот нив со опрема, делот нив со здравствен кадар, со различен тип на услуги, се со цел да може тие услуги да ги ставиме во рамка и да се знае, бидејќи знаете, ако вие во таков случај, такви трагедии сегде во светот, граѓаните сакаат да помагаат и тоа е тренд во светот, невладини организации помагаат со различен тип на активности, со различен тип на услуги, но ако тоа не е контролирано, може да произведе негативен ефект и кон граѓанинот и кон повредените во овој случај. Затоа ние одма формиравме работна група, која што ние како министерство предводиме таа работна група. Сега веќе имаме јасна цел, имаме јасни активности и стратегија, и тоа долгорочна стратегија за Кочани, не само за болницата инфраструктурно, која што и во моментот владата на Република Северна Македонија инвестира таму. Знаете дека веќе се уредуваат некои просторни услови се со цел да можат докторите да има соодветен простор за процесирање по протокол на здравствени услуги. Исто така имаме и физикалната медицина, ние знаете во оваа фаза многу битна, затоа делот на 350 квадрати доле во подрумот на зградата на објектот веќе се реновира од буквално целата, се со цел да имаме внатре соодветни услови за да може таа физикална медицина и физикалните терапии да се процесираат соодветно. Над 40% од населението пуши. Спаѓаме меѓу земјите со најголем број пушачи. Што ќе преземете имајќи во предвид дека пушењето е штетно по здравјето? Какви мерки ќе се превземат во таа насока за да се со цел да се намали бројот на пушачи во држава? За жал да, така е. Статистиките кажуваат дека на 46% на возрастна популација мажи се пушачи, на 27% возрастна популација жени се исто така пушачи. Исто така ги знаеме сите нус ефекти од пушењето. Тие не само што влијаат кон здравјето на нашите граѓани, но исто така анализите покажуваат дека влијаат и во економијата и тоа од два аспекта. Првиот аспект е дека со нарушувано здравје вие перформансите на работа би се помали, значи
тој момент исто така е битен. Вториот момент е битен заради таа инфраструктура што треба да се креира се со цел пушачите да можат да ги купат, да ги консумираат и да може понатаму да ги се одразува негативно и во секојдневните активности што нашите граѓани ги имаат. И за крај, ќе добијат ли граѓаните клиники и болници според европски стандарди и со модерни услови и врвна здравствена услуга? Видете, тај добро е да кажеме и звучи убаво да кажеме дека да, секој од нас посакува да има такво здравство и таква инфраструктура. Тоа не се прави за еден ден, затоа почнавме од темел, од база, че прво да се мапира целата ситуација, да се скенира, понатаму да се креират политики, се со цел да дојдеме до тоа што вие велите, здравство посакувано од секој граѓанин. Една од, веќе знаеме дека една од можностите за да стигнеме побрзо до такво здравство е да ги фокусираме сервисите во регионални центри. Со тоа ќе придонесеме кон инвестирање во тие центри да бидат со соодветна технологија, со соодветна инфраструктура и со соодветен кадар, се со цел да имаме такво европско здравје и здравствен систем. Но од другата страна, тие се процеси, значи не може да очекуваме дека за 1-2 до 3 години ние ќе имаме такво здравство. За жал, тоа што на почеток ме прашавте за соодветен недостаток на човечки ресурси, сега ние ги гледаме причините не се од денеска, туку се пред 10, 15, 20 години, кога се креирало здравство базирано на уште еднаш на политики и на историја, не базирано на податоци на потреби. Така да тоа нема да го дозволиме, понатаму сите политики ќе бидат базирани на податоци на потреби, се со цел такво здравство да имаме во иднини. Благодарам. Благодарам.